Денес се наоѓаме во градскиот парк во Скопје. Овој ден го одбележуваме по повод панихида за Гоце Делчев. По повод 115 години од неговата смрт, фактички од неговото губење. И сакал да ги известам следешните говорници. Тоа е Милена, која што би сакал да ја поканам да ви каже повеќе детали за денешниот настан. Милена, повеќе. Почитувани браќи и сестри, синови и ќерки на овој даскал овде. Носам црнина. Знаете зошто? Одам на свадба. Ќе си ја погребам Македонија. Извинете. Требаше денеска да бидам мајката на Гоце Делчев. И кога одев наваму, си помислив колку пати историјата раѓала султана. Колку пати ја родила мајката на Александар Македонски, на Даме Груев, на Питу Гули, на Никола Карев. Но ние бранителине, што моето тетово го надоија со крв за јас денеска да живеам таму. Колку мајки се тоа во историјата. Зарем само султана го има роден овој даскал овде што не научи да си ја сакаме Македонија? Кој е предавник меѓу вас? Јазикот ќе му го исечам. Кој ќе си го предаде брата си? Главата ќе му откинам. Сведоштва. Ако почнеме да сведочиме, јас мислам дека катадневно ќе ни требаат 1000 години да го напишеме првиот том на нашето ни погребално евангелие што секој ден ни го менуваат кој како ќе стигне. Извинете, нема толку ни цвеќиња ни венци. А и да сакаме да ја посееме оваа Македонија со цвеќиња и венци, кај да згазнеме на коски ќе се сопнеме. Ќе се сопнеме на жива историја. Се сеќавам кога бев многу малечка. Имав 12 години отприлика. Прв пат отворив книга и ја видов монодрамата Султана од Ката Мисиркова Руменова. Фантастична жена. Мајка на еден од најголемите ни даскали. Што направила таа мајка, знаете? Родила синови и ќерки. Еден по еден ги испраќала да се одморат кај нивната вистинска мајка, мајка Македонија. Но што ни прави историјата? Сведоштва, Искариоти. Сите го знаете Јуда Искариотски, нели? Нема кој не го знае. Денеска имаме фантастичен пример за наш личен Јуда Искариотски. Извини Јуда, кај да си, ти си аматер, братко. Овој нашиот те зезнал 100%. Јуда ја врзал јамката, Јуда продал за 30 сребреници. Одиме понатак. Или предходно. Филип, најнабожниот, Филип Македонецот, на денот на венчавката на собствената ќерка, му подариле ал црвен карамфил директно во градите, тие што го предале неговите Искариоти. Во ред едно предавство. Сведочам за второ предавство. Слепи сме при очи, ќе останеме слепи при очи. Навистина, вид виделија не фативме. Оти слепите од Самуила ние ги предадовме. Да, ние ги предадовме. Не знам за колку, ама знам оти пак е за тие проклети и пусти пари. Самуил Македонецот замина да се сретна со Творецот и да си ги покани оние своите на собствената софра, а нашата Македонија повторно ги заспиваше своите чеда во својот скут. Само таму ќе ни се одморат коските. Трето предавство. Овој даскал овде не научи сите да се сакаме и да се почитуваме. Но самиот рече, јас немам видено ниту еден народ да пати толку многу колку што пати овој македонски народ од своите предавници. Искариоти, нели? Го предадоа што се вели на спиење. И пак, историјата шушкоти, негови го предале. Мајка му Султана го носела 9 месеци под утробата, под срцето, но не му била мајка. Го дала на неговата вистинска мајка Македонија. Таму да се одмори. Го венчала за пушка малихерка и деца дробни фишеци. По еден за секој предавник. А што направивме ние? Дали ние денска си ја врзуваме својата јамка како Искариотите низ нашата ни историја? Во ред. Гоце Делчев. Одиме на наредно предавство. Ѓорче Петров. Одиме на наредно предавство. Нашите ни бранители 2001. Одиме на наредно предавство.
Сите го знаат. Пак ли ќе бидеме Самуилови војници? Пак ли ќе се раѓаат султани? Пак ли ќе се раѓаат мајки на борци кои што ќе си ги легнуваат чедата и наместо да ги венчаат во црква со сватовски тапани, тие ќе ги редат со тажаленки? Кузман Капидан. А зарем мајката негова не сакала да го види како сват на бел конј да оди по невеста? Тргнал по невеста. Тргнал да ја венча Македонија. Заслуживме ли да бидеме искариоти? Не. Ние сме браќа и сестри, синови и ќерки на сонцето. Запаметете, она што го правиме во денешницата ќе одекнува во вечноста. Ако е аманет, нека е аманет. Ако е благослов, нека е благослов. Ако е проклетија, оди до 7 колена, па и наназад. Оваа грудка ни даде жива вода да се напиеме, да прогледаме. Зајди јасно ле сонце. И денеска заоѓаш. Не можам да те видам, оти облаците нафтасале. Крстото донаму, Гоце позади мене, а сонцено наспроти мене. Ви кажав, дојѓам од Тетово. Знаете, 2001 година имав само 15 години. Детуле во паметот. А ја играв султана секоја година на 4 мај. И постојано ја живеев болката на таа жена што го откинала чедото своје од утробата за да го даде на друга мајка. И постојано ја преживував таа историја жива вода која што не гори како жар до дамарите. 7 осмини. Знае ли некој како звучат тие 7 осмини луѓе? Сакам еден ден, кога ќе одам, ако даде Бог да биде долг мојот живот, но на друго место, да ме испрати срцето со тој ритам 7 осмини. Затоа што јас сум ќерка на оваа земја, на мајка Македонија. Не сакам да должам, од историјата ќе ме проклони, ќе заборавам некого, а потоа не сакам да ме следи проклетија 7 години и 7 поколенија и 70 по 7 пати. Но оваа библиска земја памет. Искариотите самите си ја врзаа својата рамка. Војводо, ми беше син скоро секоја година. Оваа година, војводо, јас сум твојот ученик. Не го заборавам твоето дело. Брат и сестра нема да предадам. А ако се случи тоа, уби ме со тој кубур и прободи ме со таа каманика боли до Балчак, војвода. Останувам доследна ќерка на сонцето. Онака како што ги заколнувам сите овие овдека. И запамети, од каде што изгрева сонцето, од таму изгрева и нашата Македонија. Носете ја таа светлина во очите. Од еден ден, сите ќе мораме да се одмориме во нејзиниот скут. Ќе седнеме на нејзината софра и ќе кренеме чаша во нејзино име. За веки векови нека е моја Македонија.